Благодаря на председателя. Почитувани колеги, почитувана македонска јавност. Најпрво, кога го разгледуваме предложениот закон, мораме да го потенцираме имеот наслов, како го номинирале предлагачите. Предлог закон за решавање на спорот помеѓу владата на Република Македонија и МАК Петрол АД Скопје по пат на спогодба, по скратена постапка. Скратена постапка знаеме дека ја злоупотребувате. Меѓутоа, ајде да разбереме дека ја злоупотребувате во одредени закони, кај што сакате на мала врата да протнете покрај несуштински измени и некои суштествени промени. Овде, предлог закон, кој што мораме да расчистиме дека всушност нема никаква надлежност собранието да може да расправа по оваа точка, ставаме по скратена постапка, каде што 33 милиони евра од буџетот, пари на граѓаните, алоцирате во приватни компании. Тоа е легализирање на перење на парите. Класично легализирање, озаконување, се озаконува она што е незаконски, да можат овие пари да се исперат од буџетот на Република Македонија. Имено, сите овде знаете, бидејќи сме законодавен дом, дека закони не се носат со име и презиме. Вие носите закон со име и презиме. Законите важат ерга омнес, односно за сите граѓани на Република Македонија, кои што се опфатени со самиот закон. А вие носите закон, правен преседан кој што ниту се случил, ниту ќе се случи во иднина. Правен преседан за кој што владеачкото мнозинство со име и презиме носи закон. Кога некој државен орган или во склоп на министерствата или агенции ќе превземат некоја активност или дејание кое што е не во нивната надлежност, дали стварна надлежност или местна надлежност, е основ, согласно закон, за огласување на овие акти за ништовни. Следствено на ова ваше, пак ќе повторам, решение кое е правен преседан, подлежи на ништовност, не на поништување, туку на ништовност. Ова ваше предлог законско решение, кога тогаш ќе биде прогласено, односно ќе биде огласено за ништовно. Не очекуваме дека ова ќе го направи сегашниот Уставен суд, кој што е целосно исполитизиран. Впрочем, целосно го исполитизиравте и со последниот избор и предлогот кој што ви беше за судија, Кацарска судството. Ниту председателот кој што ви е председател со купени гласови нема да ви застане на патот ова противуставно решение да го истерате до крај. Меѓутоа, со ова класично мешање на надлежностите на друг орган, односно имаме институт кој што вели неповикано вршење туѓи работи. Уште еднаш ви го потенцирам ова, бидејќи во иднина ова ќе ви биде основот со кој што ова законско решение ќе се огласи за ништовно, а со тоа и спогодбата која што впрочем треба да ја потпише премиерот Заев, кој што за било кои други активности во владата ги користи своите права кои што му се дадени со закон, а кога ќе дојде во ситуација како ова, односно матни сделки, истиот под превезот на колективната одговорност, и тоа внимавајте, колективна одговорност на влада, колективна одговорност на собрание,
Впрочем, сите сме свесни дека никој не одговарал, односно немало никогаш колективна одговорност. Затоа, под превезот на оваа колективна одговорност, се зацкриват овие матни сделки кои што ги правите. Тоа ви го потврдува и народниот, односно правообранителот, државниот правообранител на Република Македонија. Државниот правообранител, иако некои од колегите овде се дрзнавте да ги интерпретирате неговите известувања и изјави дека всушност биле во насока дека треба да се потпише оваа спогодба, да, тој јасно и децидно упатува дека исклучива надлежност за тоа е токму во владата и премиерот. И вели: државниот правообранител на Република Македонија нема правен основ да ја представува владата на Република Македонија, имајќи ги предвид одредбите од член 11, 12, 15, 16, 17 и 18 од Законот за влада на Република Македонија, каде е уредено раководењето со работата на владата и представувањето на владата. Председателот на владата раководи со владата. Председателот на владата ја представува владата. И председателот на владата го заменува неговиот заменик. Меѓутоа, во членот 8, во став 7, точка 6 од Законот за влада на Република Македонија, вели вака: владата одлучува за располагањето и користењето со државниот капитал во согласност со закон. Располагањето. Правниот термин, мислам дека ви е јасен. Одразбира дека владата, односно во дадениот случај, носителот, првиот меѓу еднаквите, како што се нарекуваат во владата, премиерот, е тој кој што треба да го потегне овој потек, и располагањето во правниот промет, стекнување или оттегљување на државниот треба да си ја преземат врската, а не само да префрлат одговорности, а да ги користат правата кои што им следуваат по закон, а за се друго да се зацкриват зад колективните одговорности и повторно ќе повторам. Државниот правообранител вели вака: државниот правообранител на Република Македонија уште еднаш укажува дека владата на Република Македонија нема правен основ да пренесе овластување на раководење и представување од владата на Република Македонија на државниот правообранител на Република Македонија. И со тоа државниот правообранител на Република Македонија нема правен основ во име на владата во рок од 3 дена да ја потпише спогодбата која што му е сервирана помеѓу Република Македонија и Мак Петров. И во еден дел самиот правообранител нотира и заклучува дека со склучувањето на ваквата спогодба, односно давањето зелено светло од представничкиот дом, законодавниот дом на Република Македонија, поточно парламентарното мнозинство, на старо парламентарно мнозинство и владата, предводена од СДСМ и ДУИ, ќе предизвика штетни последици. И вели вака: би предизвикала последици спротивни на имотните интереси на Република Македонија и смета дека истата не треба да биде потпишана. Почитувани, доколку државниот правообранител нити го земаме како релевантен фактор, нити го земаме како странка, нема зошто оваа институција да постои, бидејќи таа е институција која што го штити имотот и собственоста на Република Македонија. Доколку ја заобиколуваме вака, нема потреба да постои. Спогодба, меморандум за спогодба склучиле лица кои што претходно ниту го консултирале државниот правообранител, ниту земале за обврска нешто да превземат, односно превземале без овластување. И за крај, доколку сметате дека на ваков начин треба да се решаваат имотно-правните и финансиските побарувања на одредени правни лица, да ви дадам еден предлог. Почитувани граѓани на Република Македонија, сите оние
кои што имате имотно-правни проблеми во врска со собственоста, финансиски проблеми, кои што водите спорови со државното правобранителство. Дране Петрушевски кафјал.